Почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност, почитувана госпоја Ивановска. Исто како и извештајот кој што го имавме минатата недела, исто имаме голем материјал, 108 страни, но навистина се гледа дека е изработен методолошки одлично, со поставени цели, начини како се доаѓа до тие цели, така што би сакал да поразговараме околу дел од вашето експозе, како и неколку работи кои што сакам да ги напоменам јас. Ке започнам со она кое што јас го зборувам многу често од оваа говорница и на комисиски расправи во медиуми, а тоа и вие сте го, уште во воведот сте го цитирале, извештаите на Европската комисија и на Греко, во кој што се вели дека во Македонија толку многу е широко распространета корупцијата што има во секоја пора. И секогаш кога ќе прашам некој од колегите или од политички опоненти или истомисленици, ако во 2017, 18, 19 и 20 година една политичка коалиција има целокупната власт во оваа држава, а при тоа никој од нив не е обвинет за мито, за корупција, за примање на противправна награда, како очекуваме ние понатаму да се бориме со корупцијата во оваа држава? И ова прашање повеќе станува реторичко, се надевам дека во идниот период, со преку оваа нова стратегија, и вие во комисијата тоа ќе се запрашате, бидејќи не е нормално да 3 години сме шампиони по корупција, секој ден имаме нови афери, а ниту еден владин функционер, директор, градоначалник или било што не е формално ниту обвинет за корупција и за земање на мито. Така што мислам дека тој постулат е многу важен за понатамошната работа. Зборувавте во вашето експозе за коруптивното несумење дека ја потикнува недовербата. Точно е тоа. Точно е. Граѓаните не е толку многу голем проблемот што граѓаните немаат целосна доверба во политиката. Проблемот е што граѓаните немаат доверба ниту во институциите, а особено немаат доверба во институциите кои што го вршат прогонот во оваа држава. Ниту во Агенција за финансиско разузнавање, ниту во финансова полиција, ниту во МВР. Едноставно гледате дека оние кои што треба да го сузбиваат криминалот во оваа држава се извор на криминал. Еве денеска додека седиме тука, овој момент, излезе нова афера Мафија 2. Секојдневно, господи Ивановска, секојдневно. И факт е дека пред да започне ова уништување на македонскиот систем, имаше голем број на граѓани и невладини организации кои што сметаа дека треба да има промени во предходната власт и дека треба да има одговорност. И тоа е многу легитимно. Тогаш се направи специјалното јавно обвинителство и кога колегите од Социјалдемократскиот сојуз таму си ги вработија своите пријатели, роднини, партиски, деца, девојки и така натаму, видовме како заврши, истото излезе дека е извор на корупција, така што вие практично останувате како комисија која што во јавноста навистина има еден објективен пристап, но имате и сериозни проблеми кои што ќе ги зборувам понатаму. Понатаму зборувавте дека треба да има вклучување на медиумите и јас ме поддржувам во тоа, ама реалноста е дека најголемата афера во Македонија, оваа пасошкава, која што денеска продолжува со нови 20.000 дупликат матични броеви, е пета вест на медиуми. Или е четврта, или е пета вест во медиумите, освен во еден. И тука гледате дека медиумите не целосно се ставаат во функција на сузбивањето на корупцијата, бидејќи според мене тоа треба да биде во првите вести. Зборувавте за МВР, ако таму направите, ќе видите дека кој како доаѓа на власт, независно од која политичка партија е, така имате по 5 скалила горе, 5 скалила доле и едноставно оние луѓе кои ги покачиле или ги симнале за 5 скалила во нивните средини за живење, гледаат народот што се случува во МВР и потоа тоа се шири како еден круг и таму довербата е. Зборувате за здравството. Во здравството ги имаме најголемите корупции од која постои оваа држава. Јас најодговорно ви тврдам дека имате корупција во респираторите. Еве вчера нешто излезе. Имаме корупција и обид за корупција во вакцините. Имаме 30 милиони евра на жути
се вработени, сопругите каде им се вработени, не е само имотот. И тоа е многу важен дел. Верувајте дека и тоа како ќе се изненадите. Зборувате, овдека имате во делот осврт кон проценката на раци на корупција, финансирање на политички партии. Имаме една привилегирана политичка партија која што не се тресе, иако во 2017 година, вие тогаш не бевте, немаа пријавено автобуски превоз, автобуси фрчеа на секој чекор, на секој митинг, секоја вечер. Тоа го има јавно, а при тоа автобуски превоз немаше пријавено. Имаше еден градоначалник од општината во која што доаѓам, 65 билборди, 86.000 евра, никаде не стоат дека се пријавени. И тоа не ви интересираше, односно не го истраживте. Така што мислам дека треба да видиме барем она јавноста која што го изнесува да се истражи. Еве најново, тоа е 2017, вие не сте биле, еве најново да видиме 2021 година, имавме неколку снежни денови, општина Сопиште, 1 тон сол чини 3.420 денари, општина Карпош, 1 тон сол чини 16.900 денари. Че вие ставаат сол од 3.400, а овие ставаат 16.600. Со мене тоа работи кои што јавноста интересираат и она кое што апелирам и како ќе ја зголемите довребата на граѓаните во институциите, еден дел од тоа е кој ги отвора аферите. Веќе сме изморени како граѓани да гледаме како политички партии, невладини организации или медиуми отвараат афери во оваа држава. Редно е институциите да ги отвараат аферите. Не може еден медиум да знае повеќе од една институција. Не може на телевизија и новинар да има повеќе информации од оние кои што земаат плата за да ги имаат тие информации. Мораме да бидеме достојни. Што друго сакам да кажам, бидејќи времето мине. Сметам дека вие треба да имате поголем буџет, сметам дека вие треба да имате поголем број на вработени, на стручни вработени. Сметам дека бројот на вработени кои што ќе го избират треба да биде поголем од тоа што го предвидува вашата систематизација и при тоа се стави критериум да никој од тие или негов член не биде во политичка партија, не во орган на политичка партија, бидејќи тоа е така финта која што ја правиме. Тоа ви го зборував претходниот пат кога правиме закони за да крадеме, а не закони за да работиме. Значи тоа треба да го направиме. И мислам дека треба да видиме како определени буџети на определени институции да ги подигнеме, бидејќи вие зборувавте во вашето експозе за правобранителството, дека е многу важно за граѓаните, ама јас немам доверба лично. Зошто? Затоа што изминатите 16 години имавме правобранител кој што беше министер за правда од редовите на ДУИ. После 16 години имаме шпица и кандидат за премиер, народен правобранител од редовите на ДУИ. Јас немам доверба дека таму сите граѓани сме исти. Исто како што не сметам дека е добро дека ако бараме организиран криминал, дека ние треба за 20 милиони денари да го скратиме буџетот на јавното правителство. Исто како што не сметам дека е добро да началникот за организиран криминал, господината Русковска, која што се фали дека ова шарена револуција, потоа таа да ве обвинува вас кој сакава да ве сруши. И ред други работи има кои што мора да се погледнеме во општество, да си ги кажеме, или ќе правиме држава и ќе ја развиваме, или подобро не ги трошиме парите на граѓаните, како се снајде така. Благодарам.